И покрај сите критики за партизираност на администрацијата во Македонија, Груевски не престанува да ја надградува својата партиска машинерија. Додека во државата владее рекордна сиромаштија и невработеност, а инфлацијата ги јаде платите на граѓаните, власта бесхрабно троши милионски суми за сопствената партиска војска. Зошто во државната администрација се примаат луѓе за кои нема место во институциите, па мораат да седат дома и примаат плата? Дали ВМРО ДПМН со тоа ги купува нивните гласови за следните избори? Само во декември месец минатата година во Министерството за земјоделие се примени 165 лица, додека во Агенцијата за финансиска поддршка на земјоделството и руралниот развој 26 лица. Во 2010 година, паралелно со кратењето на буџетот на Министерството за одбрана, примени се 78, во Министерството за транспорт и врски 75 нови државни службеници, а владата на Република Македонија се надгради и се прошири со дополнителни 92 партиски војници. Откако искусните и квалитетни државни службеници од секретаријатот беа избркани и деградирани, на нивно место примени се 40 нови послушници. Истото се практикува и во Министерството за надворешни работи, Службата за општи и заеднички работи при владата, Министерството за правда, Министерството за финансии, каде се примени над 150 службеници. Ваквото купување гласови и трошење на народни пари се спроведува и на локално ниво. Во 2010 година општина Штип примила 32 лица, додека општина Аеродром 22 нови службеници. Убедливо води градот Скопје, каде Коце Трајановски со стапување на неговата функција па до сега има вработено 80 партиски војници. За исклучиво партиските вработувања на истакнати активисти на ДПМН зборуваат и одлуките носени на нивните општински состаноци. Така, например, Општинскиот комитет на ДПМН Струга донел одлука за приоритет при вработување на председателите на местните комитети и членовите на Општинскиот комитет и на централно и на локално ниво во државната администрација. Така ли се гради ефикасна и стручна администрација? На овој начин не само што бесмислено се трошат парите на граѓаните, туку огромен број образовани, стручни и млади кадри седат дома невработени. Уште колку партиски вработувања му се потребни на Груевски за да се одлучи да излезе на фер и демократски предвремени избори?